Почитувани гледачи, добар ден. По неколку месеци тестирање и калибрирање од утре започнува да работи долго најавуваниот систем Безбеден град. За него е зборувано и дебатирано надолго и на широко, но сепак нашата желба е уште еднаш да ве подсетиме на она што се надгледува и санкционира Safe City. Наш денесен гостин е министерот за внатрешни работи. Господине Тошковски, добре дојдовте во Автомагазин и веднаш првото прашање е кои се придобивките од Safe City? Благодарам на поканата. Safe City е паметен систем кој што детектира сообраќајни прекршоци. Неселективно, не препознавајќи ни роднина, ни браточет, ни пријател, ни комшија, ни така натаму. И процесуирајќи во рамки на едно системско решение прекршок за секој оној кој што го сторил прекршокот согласно параметри и правила на игра кои што сме ги договорили, односно ги изгласале пратениците во рамки на законски решенија. Придобивките се огромни. Јас не би можел да се сетам на причина која што би била позначена за сите нас од аспект на придобивка кога би говориле за човечки живот. Така е. Спасувањето на еден човечки живот мислам дека нема цена и мислам дека не би можеле ништо да споредиме кога би требало да говориме за заштита на човековиот живот, особено за нашите дечиња, најмлади и така натаму. Дали овој систем покажа дека компарирано месец декември на територија на градот Скопје кај што го имплементиравме, споредено со декември од претходната година, тогаш имавме 5 жртви, нажалост, во рамки на сообраќајни незгоди, од кога го пуштивме во тест фазата, немаме жртви. Во месец декември. Тоа значи дека македонските граѓани и без санкции и без казни, само со опомени, се фокусирале да го забават сообраќајот, да возат согласно правилата на игра кои што се договорени во рамки на град и при тоа огромна благодарност до сите граѓани, до сите скопјани, до сите кои што управуваат возила во рамки на градот Скопје, заради тоа што тоа е токму нивна заслуга. Тоа е заслуга на македонските граѓани. Господин Тошковски, во градските средини ограничена е брзината на 50 км на час. Ко прво прашање, зошто? А второ прашање, дали ќе има толеранција на пречекорувањето на брзината? Мене лично ми стигнало неколку опомени поради возење 51 или 52 км на час. 50 е брзина на движење ограничена согласно закон заради тоа што тоа е светски стандард, така да кажеме, и заради тоа што со брзина од 60 км на час процентот на удрени пешаци преживеани се ближи блиску до нула. Со брзина од 30, ова се светски стандарди, светски параметри, од 10 удрени пешаци преживуваат 8. Заради тоа, согласно светскиве стандарди, како брзина за движење, согласно условите кои што ги имаме во рамки на нашиот главен град и останатите општини, во рамки на градска средина, брзина за движење е ограничена на 50, освен онаму каде што немаме и пониски брзини, како што се брзини од 30 во рамки на смирена зона на сообраќај, околу школи, не знам, Девармало и така натаму. Генералната брзина е 50 која што е дефинирана во рамки на градско јадро. Исто така има поставено камери и на магистралните и автопатиштата. Но се поставува едно прашање. Кога се плаќа патарина, се вози на автопат. На влезот во нашата држава стои дека на автопат е дозволена брзина 120 или 130 км на час. Но има патни правци, како што е Скопје-Куманово, потоа Тетово-Гостивар и обратно, како и Катланово и Велес, каде што максималната дозволена брзина е 80 км на час, но се наплатува патарина. Тоа е една мала нелогичност. Ограничувањето на брзината е врзана согласно проектна документација и важечки усвоен сообраќајен проект од страна на надлежен орган. Во рамки на важечките сообраќајни проекти кои што ги имаме, е утврдена брзината која што ние ја имплементираме во рамки на овој паметен систем.
се согласувам со вашата констатација дека не може би сигурно е добро да се изврши одново ревизија на секој еден патен правец, дали треба да е 80, дали треба да е 90, дали треба да е 110 и така натаму, но тоа се изготвува во рамки на надлежност на друго министерство како проектна документација и потребно е да се утврдат сите оние технички потребни услови, приклучоци, исклучоци и така натаму во однос на дефинирањето на точната максимална брзина која што би била дозволена на еден пат, каков и да е, дали експресен, автопат и така натаму. Битно е дека во рамки на овој паметен проект ние ја прифаќаме брзината која што е во рамки на утврдена на закон или согласно сообраќаен важечки проект. Дали овој систем ќе ги санкционира и моторциклистите? Да, со тоа што и останатите учесници во сообраќајот. Значи паметен систем санкционира автоматски за оние 4 прекршоци кои што сме ги кажале многу пати досега. Тоа е возење поголемо од утврдена брзина, значи брзо возење, поминување на црвено, нерегистрирано возило и погрешно паркирање и запирање. Овие прекршоци може да бидат сторени и само со моторно возило или со мотоцикл. Так. Со тоа што во прва фаза моторциклите итекако ќе бидат казнувани за поминување на црвено, а ќе бидат исто така, има можност за нивна детекција и казнување во комбинација со оперативна обработка на секој еден конкретен прекршител кој што управува моторцикл. Дали тоа значи и препознавање на ликот? Не. Не. Не, во оваа фаза не. Значи нема да биде загрозена приватноста на граѓаните? Автоматски да препознае лик? Не, нема да. Таа карактеристика системот нема да има сега. Го споменавте и лошото паркирање. Сведоци сме посебно на булеварите во Скопје, каде што првата лента која е резервирана за градски сообраќај и има многу возила кои се паркирани со 4 трепкачи. И тие не се паркирани на минута 2, туку седат по 10-15 минути. Така да се нарушува флуидноста на сообраќајот. Како ќе ги санкционирате овие возачи? Тоа е еден од големите проблеми зошто се забавува сообраќајот непотребно во градот Скопје. Односно зошто наместо да користиме 3 ленти за движење, ние користиме 2. И овие прекршители ќе бидат автоматски констатирани од страна на паметните камери. Плюс дополнително морам да напоменам дека имаме и возила собственост на Министерството за внатрешни работи кои што ќе можат да ги констатираат особено овој тип на прекршоци, а при тоа сакам да напоменам дека во прва фаза и во наредниот период од ставањето во функција на овие возила, особено ќе бидеме фокусирани на булеварите и на оние главни крвотоци, како во рамки на главниот град, така во рамки на останатите градови низ Македонија. Дали ние што очекувате од Safe City во следниот период? Самите рековте дека во последните 2 месеци од тестирањето драстично се намалени прекршоците. Така е. Како ќе биде наплаќањето на прекршоците? Дали тоа автоматски ќе се врши или секој прекршител ќе треба сам да ги уплаќа тие глоби? Значи, согласно дефинираните правила на игра, секој некој што ќе стори прекршок, ќе добие известување преку мобилен телефон и имейл адреса кој што ги има наведено при регистрирање на моторното возило. И доколку го признае делото, прекршокот кој што го сторил, и ја плати казната во рок од 8 дена, во тој случај има право да плати половина од глобата која што е утврдена. Значи, еве, ако стори прекршок, да речеме, помеѓу до 30 км на час управува повеќе од дозволеното, глобата е 50 евра, доколку ја плати во рок од 8 дена, има право да плати 25 евра и за овој прекршок нема забрана. Но доколку сторил одреден прекршок
кој што е поврзан еве со поминување на црвено, Да. за кој што има забрана, доколку плати во рок од 8 дена, има право да плати половина од казната, а доколку плати или во рок од 8 дена, или во рок од 16 дена, од денот на отварање на известувањето, има право и ја прифати казната која што е утврдена согласно закон, забраната што е дефинирана согласно закон, во овој случај е да речеме 3 месеци минимум до година дена, така стои во рамка на законската регулатива, ќе му биде изречена автоматска забрана од страна на Министерството за внатрешни работи, која што ќе биде половина од времето кое што е утврдено како законски минимум. Со тоа сакаме да од една страна да ги мотивираме луѓето да не сторуваат прекршоци, што ни е најбитно. Значи јас би бил најсреќен кога од 1.2.2026 година во Скопје, во останатиот дел Македонија, ќе имаме 0 прекршоци со забрана. И тогаш би ја постигнале целта. Јасно. Тогаш би ја постигнале целта, но прекршоци секогаш се сторуваат и се сторуваат и во иднина. Факт е дека драстично е намалена бројката, не знам ако сме почнале со 110.000, 115.000 прекршоци со отпочнување со тест периодот, сега истите се под 10.000, значи драстична разлика имаме на сторени прекршоци од аспект на нивниот вкупен број, така што во иднина едноставно само би ги замолил македонските граѓани да ги почитуваат сообраќајните правила, заради тоа што со непочитување на истите го загрозуваат својот живот, животот на нивните најблиски и животот на сите останати македонски граѓани тотално непотребно. Дали ќе има толеранција на пречекорувањето на брзината и колкава ќе биде таа? Да, толеранцијата е согласно правилник кој што е во надлежност на Министерството за енергетика, под Биро за метрологија, и таа е и претходно е истата. Значи, таа е толеранција која што е утврдена согласно правилник кој што важи, мислам, не ме држате за збор, ама негде околу 10 години. И таа толеранција е 6 км на час, доколку се управува со брзило на возило до 100 км на час, од 100 км на час до 200 км е 8, над 200 км има толеранција од 12. Значи не важи она што кружи меѓу луѓето, дека ќе биде толеранцијата 10% над ограничената брзина плюс 1 км на час. Пластично кажано. Ако е 50 км на час ограничувањето, до 56 нема да биде санкционирано, или? Видите каде е суштината. Да, тоа е точно. Камерата ќе детектира, ако е дозволено 50, камерата ќе детектира прекршок и ќе процесуира сообраќајен прекршок од 57. Но, не дај Боже, секој од нас може да му се случи било каков сообраќајен прекршок да стори. Не дај Боже, еве, јас управувам со возило и повредам пешак со брзина од 51 или 52. Од кривично правен аспект, тоа не ме екскулпира. Односно, Така е. Да, ќе сносам соодветна кривична одговорност за повредениот пешак. јасно. Но да, овој паметен систем, согласно важечкиот моментален правилник во надлежност на Министерство за енергетика, има толеранција 6 до 100 км, 8 над 100 км. Значи, 57 ќе е брзината од која што ќе констатира казна и ќе ја процесуира. Кога говориме до 100, не знам, кога говориме над 100, 109 ќе биде брзината, ако е нели дозволено 100, вие возите со 109, само во тој случај ќе биде констатирана и процесуирана казна од страна на овој паметен систем кој што го имплементираме. На самиот почеток рековте дека овој паметен систем ќе биде подеднаков за сите, но дали ќе има некои поеднакви од еднаквите? Не. Заради тоа што едноставно мора да сватиме како општество дека од секој еден од нас зависи дали ние ќе бидеме нормална држава или нема да бидеме нормална држава. Ова е еден проект кој што навистина може да овозможи Македонија да го направи оној чекор кон имплементирање на европски вредности кои што беа зборени во минатото повеќе од 30 години. А при тоа ништо не било сторувано во таа насока. Имплементирањето на овој систем ние го касниме повеќе од 20 години. Во европските држави веќе 20 години функционира. Ние топла вода не измисливме. Така е. Ова се што имплементираме е веќе имплементирано и дало резултати. Дало резултати и во Унгарија, дало резултати и во Германија, дало резултати и во Австрија, и во Италија, и во Шведска, и во Данска, и во Норвешка, и во Франција. Сегде дало резултати.
и во Обединените арапски емирати, каде што имав прилика да го видам, и во Израел, и во Азербејџан, и сегде овој систем дал позитивни резултати кога говориме за вкупна штета која што настанува како штета од последица на сообраќајни незгоди, намалување на бројот на смртни случаи, намалување на бројот на повредени луѓе и така натаму и така натаму. 2023 година, еве да ја земам само како година која што е извршена анализа од страна на експерти во областа, 400 милиони евра македонските граѓани ги чинело штетата настаната од сообраќајни незгоди. Само 2023 година. Така да имплементирањето на овој систем, значењето негово од аспект на добробит за општеството, мислам дека ниеден разумен човек не може да го спори. Се слагам со вас, да. Ќе го имплементираме така што треба, ќе го имплементираме и го имплементираме еднакво за секого. Додуша, тоа и се докаже. И министерот за внатрешни работи, кога користеше возило повеќе од 50, истиот беше детектиран од страна на системот, и тоа јавно го споделив како доказ со јавноста. Не дека сакав да управувам повеќе од 50, но се случува и на министерот за внатрешни работи. Така е. Во последниве неколку дена кружи една информација околу обид на манипулирање и сајбер криминал со лажни наплати на прекршоци кои се наводно настанати од Safe City. Како ќе ги заштитите граѓаните по тоа прашање? Системот како систем има тројна заштита согласно на експертите кои што ми го имаат пренесено, така да самиот систем да биде ставен во нефункционална состава, тоа е скоро невозможно, согласно на кое што го имам како информација. А во однос на злоупотребата и обидите за злоупотреба, ние ги информиравме граѓаните веднаш од кога дознавме дека постоја таков тип на фишинг, на измами кои што се сторуваат за се со цел за лукративно богатење на овие кои што го ги злоупотребуваат потоците на граѓаните. Превземаме одредени действија кои што се во наша надлежност за да можеме да ги откриеме. Ги заштитивме адресите од кои што ќе се добива порака спрема граѓанинот. Тоа ќе биде јавно објавена како адреса. Таа адреса не може да биде употребена од ниедна друга, нити физичко, нити правно лице, нити институција, нити па било кој друг надвор од држава може да употреби таков тип на адреса за испраќање на конкретна порака до граѓаните, така да ќе сториме се што е во наша можност максимално да ги заштитиме и граѓаните и сето ова да биде еден паметен систем кој што ќе треба да на крајот ни овозможи да се чувствуваме малце поевропјани и ние, па вајда можеме и ние да го почитуваме законов кога сме во Македонија, не само кога сме надвор од Македонија. Токму така. Господине Тошковски, ви посакувам многу успех во понатамошната работа. Во прилог на ограничувањето на брзините и следниот прилог што ќе ви го представиме, ви благодарам многу на учеството во Автомагазин. Што се однесува до ограничувањето на брзините, дури и производителите размислуваат максималната брзина на возилата кои ги произведуваат да не надминува 118 км на час. Во тој прилог даде изјава првиот човек на Фиат, Оливие Франсоа, кој сака сите возила на Фиат да бидат ограничени на 118 км на час. Чудни вести пристигнуваат од Фиат. Директорот на италијанскиот производител Оливие Франсоа изјави дека тој би ограничил брзината на градските автомобили на марката како алтернатива на вградување скапа безбедносна технологија. И тоа на само 118 км на час, колку што представува просечната законска дозволена максимална брзина на европските автопатишта. Според него, заради строгите безбедносни прописи, цените на малите автомобили во последните 5-6 години имаат пораснато за 60%.
Тој смета дека е тешко да се разбере зошто во нив мора да се вградуваат бројни сензори, камери, системи за препознавање сообраќајни знаци и друго што е неадекватно и непотребно за автомобили кои најчесто се користат во град како што се 500, Панда или пак Гранде Панда. Неговата смелост да даде ваква изјава доаѓа од фактот дека овие модели и сега не можат да се пофалат со некои големи максимални брзини, што очигледно многу не им пречи на купувачите. Например, електричната Гранде Панда заради заштита на батеријата е ограничена на 132 км на час. Бензинските верзии постигнуваат 160, а бројките на Fiat 500e се 135 кај верзијата на струја и 150 км на час кај хибридот. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Фронтера. Уоу, колку многу простор. Вау, ова беше брзо полнење. Новата Opel Frontera од 21.000 евра. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. 15 години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Volvo EX60 е најважното електрично возило на брендот досега и располага со импресивни бројки на хартија. Тој дебитира со водечка автономија во класата, брзо полнење, SPA3 архитектура и крос-кантри варијанта. Знаменосецот на линијата е изведбата 512 со погон на сите 4 тркала, чија автономија е 644 км и можност за брзо полнење од 400 кW. Полнењето на 400 кW му овозможува на EX60 да достигне до 278 км автономија за само 10 минути полнење. Volvo го нуди EX60 со 3 погонски склопови и 7 нивоа на опрема.
P6 со погон на задните тркала достига до 499 км автономија. P10 со погон на сите тркала обезбедува 515 км, а на врвот е изведбата P12 со погон на сите тркала, која дофрла 644 км. Брендот ја подкрепува својата технологија на батерии со 10 годишна гаранција. Тоа е клучна поента со оглед на тоа што ова е сосема нова и нетестирана платформа на Volvo. Наречена SPA3, брендот ја спојува оваа нова архитектура со компјутерски систем Hugging Core. Поставеноста воведува неколку клучни технологии, вклучувајќи конструкција на батерии од келија до каросерија и електрични мотори од следната генерација. Volvo вели дека сето ова е еквивалентно на помала тежина, подобра ефикасност, подобра скалабилност на производителот и, што е важно, пониска цена за потрошувачот. Визуелно, EX60 не го реинвентира дизајнерскиот јазик на Volvo толку многу колку што го развива. Има коефициент на отпорот од 0,26 благодарение на нискиот нос, наклонетата линија на покривот и заострените страни. Во кабината долгото меѓуоскино растојание и рамниот под овозможуваат дополнителен простор за нозете во задниот дел, заедно со голем простор за товар. Техничките карактеристики вклучуваат аудиосистем Bowers & Wilkins со 28 звучници, звучници за подпирачи за главата за сите 4 главни седишта и Apple Music со вграден Dolby Atmos. Да не го заборавиме асистентот со вештачка интелигенција, за кој Volvo вели дека ќе зборува како нормална личност. Новиот мултиадаптивен безбедносен појас е нешто друго за кое треба да се возбудите, како и другите безбедносни иновации во EX60. Volvo искористи зајакнат безбедносен кафе со употреба на цврст челик, широк спектар на сензори и постојан мониторинг на животната средина за да оди подалеку од она што го нарекуваат тековни регулаторни стандарди. Верзијата Cross Country добива 20 мм зголемено растојание од подлогата со дополнителни 20 мм достапни преку систем за прилагодување на суспензијата. 40 мм можеби не звучат многу, но тоа е сосема доволно за излети вон асфалтот со Cross Country. Има заштитни плочи под каросеријата, пошироки лакови, уникатни тркала и ексклузивна боја Frost Green. Исто така стандардно доаѓа со погон на сите тркала и ќе се нуди само со погонските склопови P10 и P12. На пазарот изведбите P6 и P10 ќе пристигнат први, а потоа и P12 со долг дострел. Со харизматичниот Филанте, Рено сака да атакува во премиум сегментот. Во фокусот се Азија, Блискиот Исток и Јужна Америка. Филанте треба да биде предводник на новата глобална гама на Рено со својот стил и технологија. Целта е да се консолидира брендот на клучните пазари во Азија и Блискиот Исток. Почнувајќи од лани па до 2027 година, Рено ќе лансира 8 нови возила надвор од Европа, вклучително и 5 во сегментите C и D, со цел да ја позиционира марката во сегментите што создаваат најголема вредност. Амбицијата на Рено е една од секои 3 продажби надвор од Европа да биде за хибридно или електрично возило во иста временска рамка. Филанте е развиен и дизајниран од страна на Рено Кореја. Позициониран е во сегментот Е и подставен над останатите кросовери на групацијата како што се Кардиан, Бореал и Колеос. На врвот на гамата, овој препознатлив и смел кросовер ги задоволува потребите на пазарите во Јужна Кореја, земјите од Персискиот залив и некои земји од Латинска Америка.
Производството треба да започне во фабриката во Бусан, во Јужна Кореја. Рено е шкрт на технички податоци во оваа фаза, но нагласува дека Филанте ќе користи надградена верзија на целосната хибридна и-тек погонска единица, која ќе испорачува 250 коњски сили и комбинира динамични перформанси и ефикасност. Овој премиум кросовер ќе биде лансиран во Јужна Кореја во март. Потоа започнува дистрибуцијата во дел од Латинска Америка, во Колумбија, Чиле и Уругвај, а потоа во заливските земји на почетокот на 2027 година. Рено Филантеа символизира индустриската и технолошката експертиза на Рено Кореја со дизајн и возачко искуство прилагодено на локалните очекувања. Пред официјалното лансирање на К4 во Европа, Кија ја прикажа и неговата караванска верзија. Моделот е дизајниран да комбинира динамичен стил со секојдневна практичност и делува многу атрактивно. Атрактивен е и новиот болид R26 со кого Ауди официјално го представи, а дебито во Формула 1 ќе се случи на 8 март во Австралија. Ви ги пренесуваме деталите за него. Пред официјалното лансирање на К4 во Европа, Кија ја прикажа и неговата караванска верзија. Моделот е дизајниран да комбинира динамичен стил со секојдневна практичност. К4 спорт вагон е наменет за клиенти кои им е потребен повеќе простор и флексибилност во комбинација со динамичен и препознатлив дизајн. Надворешниот дизајн ја толкува филозофијата на Kia Opposites United како подолга, пофункционална силуета. Со должина од 4695 мм, моделот е прилагоден на стилот на караван. Багажниот простор нуди до 604 литри капацитет на товар, 166 литри повеќе од хеджбекот. Понудата на погонски склопови започнува со бензинскиот мотор 1.0 TGDI од 115 коњски сили со 6-степенски мануелен менувач. Овој мотор е достапен и со блага хибридна технологија спарен со 7-степен автоматски менувач со двојна спојка. Бензинскиот мотор 1.6 TGDI доаѓа со 7-степен автоматски менувач со двојна спојка во верзии со 150 и 180 коњски сили. Подоцна, во 2026 година линијата на погонски склопови ќе биде проширена да вклучи целосно хибридна опција. Pushing limits. Stop respecting them. Success is not measured in laps counted. Формула 1 ќе влезе во својата 77 сезона во 2026 година, збогатена со тимот Audi Revolut F1. На премиерата беше официјално потврдено дека погонскиот склоп означен како AFR 26 хибрид има моќност од 350 киловати на електричниот мотор и приближно 400 киловати на 1,6 литарскиот V6 турбомотор кој работи на одржливо гориво. Дефинитивната тркачка ливреа на R26 за првата сезона применета е новата дизајнерска филозофија на Audi – јасна, техничка, интелигентна и емотивна. Во новата сезона на Формула 1 има нови технички прописи. Новите тркачки автомобили имаат активна аеродинамика со предни и задни крила кои може да се прилагодат за време на возењето. Претходниот систем за намалување на отпорот, DRS, ќе биде заменет со режим на засилување, кој испорачува максимална дополнителна електрична моќност со притискање на копче. Ова може да се користи за престигнување или одбрана. Возачите Нико Хулкенберг и Габриел Бортолето се подготвени да го започнат патот на тимот, чија амбиција е до 2030 година да се бори за титулата. Бентли на моќен начин ги покажа перформансите што ги нуди ултимативниот суперспорт, чии 500 примероци веќе се распродадени.
Со сестраниот американски возач и каскадер Тревис Пастрана задволенот, неговите 666 конски сили буквално жареа и палеа низ седиштето на компанијата во англискиот круг. Многу зборување не е потребно. Ова видео ќе овозможи да се доживее возбудата од прославата на силата на британската марка и мајсторските вештини на Пастрана. Gentlemen, let's go. What do we have here? Oh, shiny and new. Access. Whoa, that's awesome. Boy, this is awesome. Here we go. Капата долу за мајсторските вештини на Пастрана, кој покажа дека луксузните примероци на Бентли не се само за чалам, туку имаат и длабока спортска основа. Ве поздравувам до нашата следна средба идната сабота. До гледање.